Председателе, благодарам на излагањето од страна на представникот на Министерство за култура. Почитувани колеги, ова е навистина еден од поважните закони за уредување на многу аспекти од функционирањето на интелектуална собственост и авторски и други сродни права. И да, потребен е ваков закон. Значи, секако потребата е оправдана, бидејќи имаме потреба за промена на овој закон, кој што одамна не е изменет. Но она што е малце дискутабилно, среќа е во прво читање, па затоа ќе си дадам вака за право малку да укажам на некои недостатоци, па можеби ќе се договориме во текот на расправата и второто читање дали со амандмани или со нешто друго да се подобри законското решение, предлог законското решение. Именно дека да има усогласување со одредени директиви на Европската Унија, но не е целосно усогласен. Значи, недостасуваат уште неколку директиви со кои што треба да се усогласи овој закон, од кои што една од најважните е таа од 2019 година. И јас ве апелирам и до вас како представник на владата да го земете тоа во предвид, бидејќи оваа директива од 2019 година е една од поважните директиви кои што се донесени именно за регулирање на авторски и сродни права. Ние во Македонија имаме доста проблеми, бидејќи има за сега само една агенција, а тоа е Агенцијата на заштита на музички права, ЗАМП. И таму имам детектирано доста нерегуларности. Во изминативе, таму, колку што знаете, вие се тужат едно 10 години и повеќе. Има судски процеси, има нерасчистени работи, а е само една агенција во цела Македонија. Зошто е само една агенција? Именно вината е во Министерството за култура на Република Македонија, може да пренесете и до министерката, дека не издава, значи не е објавен официјално тарифникот и не е издадена, значи не е комисијата за издавање на дозволи никако да профункционира. И има неколку агенции кои што сакаат да земат лиценца, значи неколку организации, меѓутоа неколку години веќе не може да добијат лиценцата бидејќи тарифникот не е објавен, а тоа е работа на Министерството за култура. Значи не е работа на некој друг. Значи обрнувам внимание на тоа. И сега последователно, бидејќи имаме само една агенција во Македонија која што работи на оваа проблематика, значи не повторно ќе кажам, тоа е проблем кој што се провлекува веќе една деценија. Има несоодветна исплата на авторски права, па вие ќе видите некои сега конкретно од музиката е тоа, бидејќи оваа агенција за заштита на авторските музички права, ќе видите музичари кои што не се многу популарни, а земаат баснословни суми на име авторски хонорари. Нерегуларности во однос на пријавувањето, нерегуларности во однос на следењето на програмите, особено во следењето на програмите на националниот сервис на Македонската радиотелевизија и многу други нерегуларности. Од оваа причина именно е важно да се донесе на вакво законско решение, меѓутоа соодветно и сеопфатно. Оно што мене ми е малку чудно е што се и предложените измени прилично големи. Овде имаме повеќе од 30% измени на законот. Можеби треба да се размисли за нов закон, бидејќи ова еднаш минатата година беше предложен, па повлечен, сега втор пат се предлага, но повторно е повеќе од 30% се измените. Можеби треба да размислиме за комплетно ново законско решение во кој што ќе се уредат сите овие проблеми на кои што укажуваме. Исто така има сериозен недостаток затоа што не се спомнати никаде останатите субјекти кои што се засегнати од овој закон, а тоа е АВМУ, тоа е Управата за заштита на културно наследство. Значи јас тука не можев да видам никаде во однос на која е улогата на Управата за заштита на културно наследство, бидејќи именно таа институција дава дозвола за репродукција на движни културни добра, особено од областа на аудиовизуелните уметности, и сметам дека треба да се издвои Управата како посебен носител во рамките на овој закон, значи кои се незините ингеренции во рамките на овој закон, што тука го немаме во овој предлог законско решение. Јас ќе
Нема да ги читам сите забелешки, бидејќи има конкретни забелешки по некои десетина члена, но во интерес на времето, само ќе кажам дека ваков како што е предлогот, до некаде е прифатлив, меѓутоа клучната забелешка ми е дека тука има измени повеќе од 30%. И дека можеби сепак треба да се започне една процедура за изготвување на целосно нов закон за регулирање на авторски и сродни права, особено затоа што се испуштени директивите од 2019 година и неколку други клучни резолуции кои што се донесени од страна на Европската унија и Советот на Европа, а кои што се однесуваат на овие регулативи. Знаеме дека дигиталниот маркет е многу сеопфатен, меѓутоа и комплициран, и затоа е потребно да се донесе еден сериозен закон, издржан, кој што ќе може да ги регулира и авторските права во дигиталниот простор. Тоа е малку потешко и затоа се и директивите на Европската унија потешки и секоја година има усовршување и нови. Меѓутоа, ние во овој закон не ги гледам дури и оние од 2021 најнови резолуции, најнови директиви на Европската унија. Ќе ве замолам уште еднаш да размислите како представник на владата, да видиме да се организира една јавна расправа во која што ќе бидат поканети сите засегнати, да се убрза процесот на издавање и дозволи за регистрација на агенции кои што се занимаваат со авторски и сродни права, да се изготви конечно правилникот за бодување и оценување кој што го нема веќе 2 години, не е објавен, да се решат прво тие работи, да се направи една јавна расправа, да видиме кои се сериозни сите проблеми. Бидејќи не може еден музичар, сега не можам да кажам анонимус, меѓутоа не толку познат, да зима 10.000 евра, сега импровизирам, меѓутоа има такви случаи, 10.000 евра хонорар за авторски права, а еден музичар од типот на, не знам, Калиопи или некој исклучително по изведувани музичари да зимаат по 500 евра авторски права, што е навистина нелогично, а тоа е сито заради неусогласувањето. Ви благодарам. Фалим,